Висвящаючися Тебе, Господи, Троїчесько явися поклонение. Родителе Бога, свидетельство ваше Тебе, возлюбленого Тя Сина именуя, и Дух во видне голубине, известство ваше словесе утвърждение. Являй се, Христе Боже, и ми просвещай, слава Тебе. Во Йордание грішаючися Тебе, Господи, Троїчесько явися поклонение. Родителе Бога, свидетельство ваше Тебе, возлюбленого Тя Сина именуя, и Дух во видне голубине, известство ваше словесе утвърждение. Являй се, Христе Боже. Да го поминеме денешниот ден во пост и во молитва. Денеска е водопост или водокрст, а утре се водици. Ова утро од соборниот храм Свети Климент Охридски ќе дознаеме за значењето на овие два големи празници, но и кои се обичаи се прават денеска, па и во текот на утрешниот ден. Ова утро разговарам со отец Антонио. Добро утро, за многу години денешниот ден. Добро утро и нека не се за многу години празниците. Отец Антонио, денеска е водопост или водокрст. Кое е значењето на овој празник? Денешниот празник е поврзан со наредните два празника, односно со Богојавление водици со Свети Јован Крстител, затоа што тука празнуваме еден настан при кој Господ Исус Христос, нашиот Спасител, бил крстен во реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител. И денешниот ден е значаен затоа што ние се подготвуваме за она што ни следи утре, односно за Богојавлението или крштевањето Христово во реката Јордан. И токму поради тоа ние го нарекуваме водокрст или водопост, затоа што се крштеваат водите, односно се светуваат водите на денешниот ден, се прави големиот богојавленски водосвет, меѓутоа и затоа што е посен денот, кога се подготвуваме ние во црквата за нешто значено, за нешто големо, за некој голем Господов празник, односно обично претходно имаме пост, и тоа е така затоа што ете и во денешниот ден имаме посен ден со цел достоинствено да се подготвиме за утрешниот празник, односно за водици. На водокрст имало обичај во стари времења, уште во рано христијанскиот период, оние кои што биле катехумени или огласени, што се подготвувале за крштевање, на овој ден да ги крштеваат. Значи се собирале групно по реките, по езерата на отворено место и ги или пак во храмовите и ги крштевале оние кои што се подготвувале претходно за крштевка како што треба, и затоа на денешниот ден ги крштевале, а утрешниот ден веќе си го славеле празникот водици сите заедно. Знаеме дека ова е голем настан за нас христијаните, бидејќи на тој ден е Господ Исус Христос крстен од страна на Свети Јован Крстител, на тој ден Господ ги осветува сите води низ светот и на тој ден се јавува Света Троица во три лица, како што е според нашето христијанско учење, нели? Синот се крштева во реката Јордан, Светиот Дух во вид на гулаб слегува врз него, на неговата глава, а пак се слуша глас од небесата на Отецот кој што вели: "Ова е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја." Така, кои се обичаите кои што се прават за време на утрешниот голем празник, исто така Богојавление водици? Ние вообичаено имаме богослужби и на водокрст наутро, односно денес ќе имаме богослужба, имаме исто така и утрешниот ден и задутре. Меѓутоа, веднаш после богослужбата во храмот денес се осветува вода. Односно, тоа е голем богојавленски водосвет кој што се прави само два пати во годината. Денес на водокрст и утре на водици. Денес се прави во храмот, додека пак утре после литургијата сите ќе излеземе надвор од храмовите и заменуваме на најблиската река, езеро, море и така натаму, каде што имаме вода, со цел таму да се осветат водите. Значи, истиот богојавленски водосвет, меѓутоа едниот ден се прави во храмовите, а другиот ден се прави надворно отворено. Така што според црковните обичаи ние тоа ќе го направиме после богослужбата, веднаш се излегува од олтарот и се осветуваат водите, а потоа во текот на денот верниците доаѓаат во храмовите, земаат од богојавленската водичка и
и си носат во своите домови со цел да чуваат таа вода во текот на годината и кога си имаат некоја душевна мака и слично да си се подкрепуваат духовно и телесно со таа света водичка. Така, отец Антонио, на Водици години наназад сме сведоци на некои непријатности кога се доаѓа нели до фрлањето на Светиот крст во реката. Кои се вашите препораки, кои се препораките од црквата и од свештените лица? Препораките наши се секогаш тоа да се прави со искрена и чиста вера, бидејќи ако некој доаѓа да се фрла по крстот од такви побуди, односно од вера, а не заради нешто друго, заради некакви суеверија, тогаш верувам дека се ќе биде во една пријатна атмосфера. Нема потреба од немили настани затоа што ние не доаѓаме тука за да се тепаме меѓу себе за нешто, туку го правиме тоа затоа што веруваме во Христос Спасителот, веруваме во нашиот Бог и во чест на празникот за кој што си спомнуваме. Така што ако доаѓаме веќе на реките или езерата да се фрламе по крстот, да учествуваме во таа церемонија, тогаш апелираме од страна на црквата нели сите да внимаваат како се однесуваат, да биде тоа достоинствено, христијански како што доликува, да нема некои немили настани, да биде се во една празнична убава молитвена атмосфера. Отец Антонио, ви благодарам и уште еднаш за многу години да ни се овие празници. Ви благодарам и вам, убав ден на сите и за многу години празниците. Така е, од Божик па си до Водици, до утре православните христијани се поздравуваат со поздравот Христос се роди, вистина се роди, а веќе од утре се поздравуваат со поздравот Бог се јави, на вистина се јави. I dugovi njegovije, izvedstvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mi prosveštej slava Te.